Вечерва во Лигата на шампионите ќе се одиграат надпреварите од четвртото коло во групите А, Б, С и Д. Дербито на вечерта ќе се одигра во Торино, каде Јувентус ќе ги одмери силите спротив кралскиот клуб Реал Мадрид. Во првиот нивни дуел пред 2 недели Реал славеше со 2:1 на Бернабе. Во останалите надпревари вечерва ќе играат Копенхаген Галатасарај, Манчестер Сити ЦСКА Москва, Олимпијакос Бенфика, Викторија Плзен Бајер од Мюнхен, Пари Сен-Жермен Андерлект, Реал Соседат Манчестер Юнајтед и Шахтар Донецк Бајер Леверкузен. Останалите 8 средби од четвртото коло ќе се одиграат утре. Челси ќе се обиде да дојде до потписот на најдобриот играч на Ливерпул Луис Суарес уште во јануарскиот преоден рок. Жозе Мориньо, иако неодамна го пофали Фернандо Торес, се чини дека не е целосно задоволен од своите напаѓачи, па така побарал од Роман Абрамовиќ да му обезбеди средства за ангажман на Луис Суарес, кој оваа сезона положи со одличните настапи во дресот на Ливерпул. Од екипата од Лондон се подготвени да издвојат 55 милиони фунти за услугите на Луис Суарес, кој е намета на Арсенал и Реал Мадрид. Сепак трансферот најмногу зависи од расположението на управата на Ливерпул, која оваа лето ги одби сите понуди на Арсенал. Тогаш Арсенал понуди 40 милиони фунти, меѓутоа Ливерпул не ја прифати понудата на топџиите. Започна завршниот мастерс на најдобрите 8 тенисери во светот. Синоќа се одиграат 2 средби од првото коло. Дел Потру и Станислав Вавринка со победа го започна мастерсот во Лондон. Аргентинецот го победи Ришар Гаске од Франција со 2-1 во сетови 6-7, 6-3, 7:5, а швајцарскиот дебитант Вавринка го совлада Томаш Бердик со исто така 2:1 во сетови 6-3, 6-7 и 6:3. Денеска ќе се сретнат бранителот на титулата Новак Џоковиќ кој игра против Роџер Федерер, а во другата група силите ќе ги одмерат Рафа Надал и Давид Ферер. Само 4 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Во дербито на западот LA Clippers им одржаа лекција на Хјустон Рокетси, совладувајќи ги убедливо со 137-118. Составот на Док Риверс првото полувреме го заврши со 78 поени, а поставија и нов клубски рекорд во обиди за 3 поени со вкупно 38. Редик со 26 и Крис Пол со 23 поени и 17 асистенции беа лидери на Клиперси. Каспи со 19 поени од клупата беше најефикасен кај Рокетси. Првите порази синоќа ги забележаа екипите на Минесота и Филаделфија. Волците беа поразени минимално со 93-92 во Кливленд. Шутот за тројка на 1,9 секунди на Кевин Лав беше непрецизен и Минесота не успеа да ја продолжи серијата победи. Кевин Мартин со 23 и Кевин Лов со 17 поени и 13 скока беа најефикасни кај Минесота. CJ Майл со 19 и Кайри Ирвинг со 15 поени ги предвозеа Кливленд до победата. Голден Стейт нагости славеше против Филаделфија со 110-90. Екс-играчот на 76-ките Андри Гудала даде 32 поена, а Стеф Кари додаде трипл-дабл, 18 поени, 12 асистенции, 10 скока. Со 18 поени, Майкл Картер Вилијамс и Еван Тарнер беа најефикасни кај 76-ките. Вечерва се играат 9 надпревари.